Во студиото, во поглед на меѓународната тема е Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. Продолжуваат протестите во Бугарија, во Црнагора на властите им се брза веќе да ги спроведат изборите. Што носи Балканот, што носи Европа, што носи светот? Па регионот ни у фокусот и во денешната ова анализа би рекол дневна. Бугарија повторно протести 21 ден според надписите и известувањата на бугарските медиуми. Најмасовни до сега, демонстрантите и натаму бараат оставка на владата на Бојко Борисов и покрај тоа што тој минатата недела беше на гласање за доверба во парламентот и успеа да ја добие довербата, бугарското собрание не ја разреши владата, сметајќи дека Бугарија оди следната година во март на редовни парламентарни избори и поради актуелната состојба со коронавирусот и економските последици со кои се соочува целиот свет, па и бугарската економија, веројатно проценија дека владата треба да остане за да може Бугарија да се движи нанапред и да биде колку толку стабилна во овие околности. Како гест на добра волја Борисов ги смени тројцата спорни министри во владата, пред се тој за внатрешни работи, за економија и за судство, за да ги одоброволи опозицијата и демонстрантите, да се смират тие несогласувања. Меѓутоа, демонстрантите продолжуваат, тие се предводени пред се од социјалистите, опозиционите социјалисти, кои пак му дават огромна поддршка на председателот Румен Радев, кој пак е, ми се чини, главниот протагонист за рушење на владата на Борисов. Значи, они се двајца големи опоненти, имено се почна од како Борисов и јавниот обвинител влегоа во кабинетот на Румен Радев, барајки докази за корупција, што ги изиритира неговите односно подржувачите на Радев, но и бугарската јавност која побара оставка од јавниот обвинител и оставка од Борисов. Интересно е што во Бугарија и Бојко Борисов и Румен Радев си имаат едно свое тело кое што ги позиционира како две тежи во општеството. Целиот Балкан е во две тежи. Веројатно е она што во сите балкански држави во регионот, велам, нема врска дали се од поранешна Југославија или тука, каде што се обвинува за одредено руско влијание во одредени политички кругови, така во Бугарија се шпекулира дека, односно владата на Борисов го обвинува Радев дека е во тесна релација со Москва и интересите на Русија, што нормално е демантирано, но во секој случај двете струи се во судир и сето тоа е како резултат на еден растечки тренд во светот, па и на Балканот, каде што нели имавме серија на избори, каде што еден дел завршија, еден дел треба да се случат следната година, а еден дел сакаат предвремени што побрзо да се добијат политички поени, за да може во наредниот период, кој за сите се предвидува дека ќе биде тежок пред се на економски план, а слушаме и можеби политички, дека сакаат што побрзо владите да се стабилизираат, за да може да се презимаат мерки за натамошен развој на државите. Таков е случајот и со Црнагора. Па таму исто има редовни парламентарни избори, тие се закажани за 30 август. Изминатиот период, Црнагора, ќе потсетам, беше една од државите која во почеток немаше заболени, па одедношка имаше растечки број на заболени од коронавирусот, па дојде дотаму да биде држава со најголем број на заразени од коронавирус по број на жител во Европа. Тоа ги предизвика одредените структури во власти и опозицијата во Црнагора да побараат и да најавуваат одложување на редовните парламентарни избори кои се закажани за 30 август под образложение дека има голема пандемија и дека законски Црнагора ќе може по уставот да ги спроведе тие избори најдоцна до октомври. Вчера за прв пат се појави Мило Ѓукановиќ, председателот на Црнагора, човекот кој изминатите 30 години ја управува Црнагора од разноразни позиции, но секогаш е прв во управувањето. Таму две тежи нема. Нема, таму има една тежа, втората тежа е обвината дека е просрпска или српска и тука има судир. Тој прв пат се појавува откако почна оние лити на Црногорско-приморската епархија на Српската православна црква, која е изиритирана од законот за верски слободи на црногорската влада,
се пронајде дека Црна Гора сака да го одземе имотот на Српската православна црква и секојдневно прави огромни елити како знак за поддршка на Српската православна црква. Тој вчера прв пат излезе во јавноста, упати неколку пораки. Првата порака му беше дека нема да се одложат изборите, бидејќи според неговите сознанија црногорските здравствени власти во текот на наредните недели ќе воспостават контрола врз ширењето на коронавирусот и нема потреба од одложување на парламентарните избори, со што практично и стави точка на целата оваа шпекулација изминатиот период, ќе има избори или не. Што се однесува до литиите, тој прв пат, повторно ќе кажам, излезе јавно да каже свој став, а ставот му беше обвинувачки и рече дека литиите и Српската православна црква се последниот адут на Москва и Белград да стават некакво влијание врз Црна Гора. Ке потсетам, Црна Гора пред 4 години имаше исто така парламентарни избори и токму тогаш се случи оној, би рекол, инцидент каде што Српската тајна служба беше обвинета дека се обидела преку црногорските полициски структури да изведе воен удар, а сето тоа, според обвинувањата, било координирано од Москва со цел Црна Гора да биде преземена од други политички структури, да се урне демократскиот режим на Мило Ѓукановиќ и да се врати Црна Гора под руско влијание, односно тоа беше период кога Црна Гора требаше да влезе во НАТО. Сега Мило Ѓукановиќ обвинува исто и веле ние влеговме во НАТО, меѓутоа Русија се уште не ќе да се откаже од нас и геостратешки сака да има големо влијание врз Црна Гора. Ќе потсетам, Русија се обидуваше да биде во Црна Гора, секторот Бока е таму во Јадранското море, каде што е геостратешки многу полезно за Русија, доколку влезеше во Црна Гора, ќе имаше излез на топло море, што е голема геостратегија. Значи, Мило Ѓукановиќ ги обвини Белград и Москва, а обвини исто така, направи и на некој начин паралела со она што се случува во Република Српска, каде тамошните раководство на Република Српска, предводен од Милорад Додик, кој иако не е претседател на Република Српска, сепак има влијание, е обвинет дека е последното руско упориште во регионот. Дејан, ти благодарам за оваа прецизна анализа. Верувам дека публиката ужива дека го... Па сега не знам дали ужива и дали сум јасен, но тоа е тоа. Добро, секако дека има луѓе кои што со нетрпение чекаат да го слушнат и овој дел од утрински брифинг.